Желам што и сега не слушнав ништо конкретно, само празни зборови, празни флоскули. Клучните забелешки, почитувана заменички министер, ги дава и Државниот завод за ревизија, ако го имате видено, а тоа е во начинот на набавка на биолошката терапија, за која добро е што признавте дека проблемите на онкологија, долговите и овие монструозни постапки почнале во 2019 година, кога се отпочнало со издавање на оваа биолошка терапија. Тоа е во времето на министерот Венко Филипче, потоа продолжи со оние, да ги наречам, пазар 3 министри, бившиот Беким Сали и сегашниот Фатмир Меджиди. Министерството за здравство го користите за подкусурување при составување на владата. И затоа сме во оваа состојба во која сме во здравството. Во Државниот завод за ревизија во извештајот се вели дека набавката на биолошка терапија и начинот на кој се креира листата на пациенти што ќе ја примаат терапијата е навистина проблематичен. Клиниката купувала биолошка терапија од само еден доставувач и тоа на реверс, без одобрени средства од Фондот за здравство. Во моментот на ревизијата, клиниката е тужена од повеќе оператори за долг во висина од 885 милиони денари или 14 милиони евра, од кои 94% се фактури за набавка на лекови и медицински материјали. Тука индикативно се наведува набавката на опрема и материјали и посочен е акцелераторот, апарат за зрачна терапија од над 2 милиони евра, набавен во 2021 година, но никогаш не е поставен во клиниката, па се чува во складиште за кое се плаќа кирија. А причината зошто не бил поставен е повеќе од ступидна. Немало соодветна просторија на Универзитетската клиника за онкологија. Значи, најважни, почитувани граѓани за овие луѓе овде и за нивните директори кои ги поставуваат се провизиите. Се набавил првин апарат, скап, кој чини 2 милиони евра, кој е платен 2 милиони евра од ваши пари, а немале просторија каде да го постават. Пред време знаеле дека не можат да го употребат. На овие прашања, почитувана заменички министерке, требаше да одговорите, а не ми одговоривте. Не сум задоволен и немам